Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Вечерашен гостин е Димитар Мирчев, универзитетски професор, политиколог, поранешен амбасадор, ротаријанец. Емисијата има непосреден повод затоа што во библиотеката Искра се одржа отворена трибина во врска со темите кои што ги третира последната книга Идентитет и суверенитет. Тоа би можело да биде и работен наслов на вечерашниот Версус, тој конгломерат од прашања за идентитетот и суверенитетот. Ќе го симплифицираме и подредиме на националната кауза како обединувачки елемент. Професоре Мирчев, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата за гостување. Професоре, ќе ве замолам најпрвен да ни ги пренесете впечатоците од отворената трибина во библиотеката Искра. Имаше ли конструктивна дебата? Многу продуктивна дебата имаше, не само прашања и одговори, туку вистина и коментари, индивидуални мислења, оценки и така натаму, што и мене ми беше многу драго и интересно и севкупно ја збогатува таа сознајна мрежа на која јас и моите колеги работиме, меѓутоа се работи и во јавноста. Така да мислам дека оваа дебата во библиотеката Искра денес, организирана вистина од Ротари клубот Кочани, беше прво потребна. Сите учесници го рекоа тоа дека темата беше актуелна и релевантна колку за нашата држава и нација, толку и за нашата надворешна политика, односи со соседите, позиција на Македонија во меѓународната заедница и дојдовме до некои заеднички сознанија во врска со тоа. Професоре, како суверенитетот може конечно да го утврди македонскиот идентитет? Па многу, поправо тоа е и тема на мојата книга и во науката инаку се уште има некои дилеми, дебата. Кога кажам науката, мислам на политологијата, социологијата, етносоциологијата, политичките науки, па и правните науки. Дали нацијата е создадена од државата или барем заокружена, консолидирана, или пак нацијата исконски си постои и на крај на својот развој ја обликува својата држава. Морам да ви кажам дека и јас во оваа критичка теориска студија се осврнувам на тоа прашање и сметам дека современата држава и држави во најголема мера влијаеле да се консолидираат нациите. Пред тие држави, особено демократски, кои обезбедувале институции, човекови права, редовни избори, да кажеме, пазарна економија и слично, пред нив нацијата не била конституирана или консолидирана и тука извлекувам многу историски извори, примери, настани, макар што јас не сум историчар, јас сум политолог. Меѓутоа, моите колеги историчари вистина во последно време објавија и во странство и кај нас многу документи и извори во прилог на оваа теза. Да. Тоа значи дека нацијата не постоела исконски, дека имало митологија една. Меѓутоа, јазикот, историјата како наука и националната историја, културата, свеста, религијата и така натаму се консолидирани од државата. За современите држави, не само нашата или балканските или на нашите соседи, туку и на оние во развиените земји, западноевропски да кажеме, Соединетите американски држави, дури конституирањето на таа држава влијаело да се конституира до крај и да се консолидира нацијата. Тоа значи да се воведе суверенитет на една територија,
која не била нужно населена од припадници на една нација. Да се воведе образование на еден стандардизиран јазик, не е нужно оној на малцинствата, големите популации на таа територија, најчесто врз основа на превладувачкиот дијалект. И тоа е случај со Италија, со Германија, со Соединетите Американски држави, со многу други земји. Впрочем, и движењето на капитал од потребите на пазарот, на образованието на работната сила, комуникациите што бизнисот ги имал и така натаму, многу влијаеле да се стандардизираат тие национални особености, што предходно не постоеле. И давам многу примери во врска со тоа. Професор, ги споменавте балканските земји, соседите, ќе зборуваме за нив подоцна, најправена една генерална констатација или прашање околу оспоруваниот македонски идентитет. Модерните држави со исцртувањето на границите практично и не се навраќаат на некои романтичарски национални идеи. Има ли барем елементарна заслованост грчката позиција и тврдењата за иредентизам? Морам да кажам дека во 19 век таа теорија на етноромантизмот и така наречениот примордиализам доминирала, и тоа и кај големи умови какви биле, да кажеме, Гете, Јохан Волганг, Гете, па Шилер, па Хердер, дури Хајне, кои не били германец по потекло. Меѓутоа да не зборуваме за Италија, за Франција, за Соединетите држави, каде што националното чувство се консолидира дури со создавање на државата, да кажеме германската нација е консолидирана 1861 година. Апропо ова, консолидирано ли е македонското национално чувство? Па сега мислам да, на што многу влијаеше сувереноста, и тоа не само ова од 91 година, туку и асномската филозофија, која пак е поврзана, асномската доктрина, која е поврзана со илинденскиот период и со револуционерните востанија и борби во тоа време. Меѓутоа се разбира дека не е докрај консолидирана, дека нашите внатрешни позиции, проблеми, тешкоти влијаат да има еден подолг процес или дури би рекол и противречен процес на консолидација на тој идентитет национален. Во секој случај, без држава, многу тешко би можеле да зборуваме за тој идентитет. Впрочем, тој постоел во Македонија од преродбата во половината на 19-тиот век. Многу јасно изразени индикации и сигнали дека популацијата се чувствувала поинаку од другите. Меѓутоа немало држава или сме биле спречени да формираме држава која тој идентитет ќе може да го конституира. И тоа било случај и со другите соседи наши. Да. Меѓутоа тие пак дозволите да, каде е причината што да речеме македонското и бугарското историско и културно наследство се поклопуваат, поради што не може да се разграничи и да се конституира тој посебен национален идентитет? Не се поклопуваат, треба да се каже, затоа што од почеток бугарската држава имала аспирации кон Македонија и отпор во Македонија кон тие аспирации, па и кон грчките и српските аспирации. Го имаме тој проблем на двојниот идентитет, да кажеме, кај некои и преодбеници и револуционери има некои дилеми, па има и документи за тоа, дека се чувствувале и бугари и македонци. Меѓутоа, треба да се каже дека тој феномен е општ и за други држави. Да кажеме, мојот колега, амбасадорот на Хрватска,
Златко Крамарич, сега во Скопје, 2-3 книги има објавено за идентитетот, нацијата и културата, каде што покажува на примери од Хрватска и од Словенија дека таков двоен идентитет имало. Човекот, да кажеме, што го објави зборникот на браќата Миладиновци, надбискупот Јосип Јуреј Штросмајер, бил Хрват, а се чувствувал и југословен и ги помагал сите помали напори на помали нации, култури и така натаму, како што е македонската, да излезат во јавност. Ги помагал преку печатење, кореспонденција и така натаму. Сега, проблемот со Миладиновците, он пишува вистина зборник на български народни песни. Предпоставувам дека и Штросмајер и Миладиновците чувствувале дека македонскиот јазик, а зборникот пишува на македонски јазик, темите се апсолутно сите од македонскиот фолклор, и тоа не е диалект, туку е јазик. Чувствувале дека можат по-лесно да се афирмираат во рамки на некоја поширока културна заедница. Тоа била бугарската, меѓутоа во случајот на Хрватска тоа била унгарската. Во случајот на Словенија и Хрватска тоа била илирската. Да, но зошто во тој случај не задираат во идентитетот на другиот, како што е случајот со Македонија и Бугарија, односно бугарската позиција? Кој не задира? Зборуваме за Хрватска и Унгарија, таму каде што има поклопување на одреден дел од историското наследство. Да. Еве да ви кажам примерот на присвојување на она што полага право и другиот да го смета за свој. Да. Па прво затоа што во тоа време немале своји држави, не можеле да полагаат право. Второ да ви кажам, големиот словенечки преродбеник Франце Прешерн, половината од неговото творештво е на германски јазик напишано. Големиот... Да, подоцна може еве да претендира Германија на тоа книжевно наследство. Нема потреба, бидејќи Германија е голема нација, голема култура и нема никаква потреба да... Таму ли лежи причината во тој комплекс мислам, на балканските делно, да. Земете го случајот на Људевит Гај, Хрват, и Станко Враз, словенец, кои се договориле, седнале заедно да го пишуваат илирскиот речник и граматика. Едниот бил словенец, другиот Хрват, и го напишале, меѓутоа подоцна не биле прифатени. Што била поентата? Дека илирската држава може да биде една поширока културна заедница во која ќе се афирмира и хрватскиот и словенечкиот јазик. Тоа е многу често случај и со нашите преродбеници. Да не говориме за случаи каде што биле практично присилувани да се искажуваат и како бугари, земете го случајот на Крст Мисирков, творецот на модерниот македонски јазик, државотворен текст, како што е за македонските работи, тој апсолутно се чувствувал македонец. Меѓутоа некаде пред крај на животот, крајно сиромашен бил и немал веќе средства за издршка и барал бугарска пензија. И му рекле добро, меѓутоа подпиши го ова писмо, и тој го подпишал писмото во кое тврди дека за македонските работи се откажува, не бидејќи се резултат на еден младешки романтизам. Многу наши револуционери се вработувале во бугарска државна служба за да обезбедат екзистенција или пак да добијат стипендија да се школуваат некаде на запад и слично. И тие примери се многу познати во историјата и во Унгарија, да кажеме, во Романија и така натаму, во Молдавија. Така што проблемот на двоен идентитет или дури контроверзен идентитет е познат. Па добро, и денес има
семејства каде што некој се чувствува од една националност, другиот е од друга националност. Меѓутоа, пазете, во Алзас и Лорена, тие се чувствуваат алзашани и лоренчани. Тие се на самата граница на Германија и Франција. Имало случаи каде што два брата од едно семејство, едниот е, да кажеме, офицер на Вермахтот, германец, другиот е француз, припадник на движењето на отпорот. Такви примери имало многу, да кажеме, денеска во Истра. Ако ги прашате што сте по националност, повеќе луѓе ќе ви одговорат: ние сме истријани. Не сме италијани или хрвати или словенци и така натаму. Ајде да се осврнеме засебно на грчката позиција. Тоа е специфичен пример. Сега, јас ви објаснив дека оние доктрини национални од 19. век се резултат на етноромантизам. И тој примордиализам кој смета дека нацијата објективно постои историски. И на крај на развојот создава своја држава, заправо резултира во како ултиматна цел во национална држава. Меѓутоа има две работи тука. Прво, тие национални држави биле граѓански држави. Тоа значи држави со колку толку демократски поредок, со почитување на институциите, правото, еднаквоста, граѓанските права биле признавани на сите. Што не е случај со конзервативните атавистички држави на Балканот, па и со Грција. И втората работа е дека тој етноромантизам смета дека нацијата е или некоја исконска категорија базирана на митови и митологија. Митологијата на речиси сите, особено на грчката, па и денес. И на западните земји кои сметаат дека грчката митологија е многу битна за нивната митологија и за впрочем демократските институции и слично. Меѓутоа тоа биле митови и митологија, не извори, документи и така натаму, никакви документи нема. Да акцентираме посебно реал политиката, на проблемот со името што го наметна Грција. Некаде 93 година, кога нас не примаа во Обединетите нации под таа кратенка БРМ или ФАЙРОМ, грците во Њујорк дистрибуира една-две книги на тема Скопје, две точки, насловите се тоа, обиди за создавање на вештечка нација. Тоа се памфлети кои покажуваат дека ние немаме право на постоење. Исто како што и бугарскиот државник, министер и така натаму Божидар Димитров денес тврди дека македонизмот е престап кон човештвото. Грците во тие книги, за да го спречат признавањето, ја дистрибуираат таа брошура од 60-70 страници, при што покажуваат дека јазикот не постои, дека е тоа некоја спрега на западно-бугарски и јужно-српски дијалект. Дури даваат и некои примери на овој украдени зборови од бугарскиот и од српскиот. А се знае дека сите јужнословенски народи имаат зборови блиски или преземени од пошироката култура или од соседите, да кажеме. Второ, крадење на историјата. Не само од бугарската историја, туку од средновековната, византиската, па дури античката. Треба даваат неколку примери. Треба да се каже дека тоа е заклучок и на историјата на Византија, на рускиот професор од 35-та година, некаде на минатиот век, Григорий Острогорски, кој тврди, на база на цело истражување,
тој е неутрален инаку, научник е, дека Византија била таков агломерат на цивилизации, етнички групи, религии, локални групи, феудални имоти и така натаму, што ниту една современа нација или држава нема исклучиво право на наследство на Византија, а Византија пак нема право на грчкото наследство, бидејќи, пазите, Византија била Румелијско царство, не грчко царство, и тоа источно, а тоа било источно римско царство, каде што јазикот бил латински и румелијски, не грчки. Меѓутоа, грците сметаат дека ние крадеме византиската историја, а посредно и грчката. Макар што во тоа време, пазите, Грција не постоела. Постоеле ахаиците, разни племиња, полиси, дорците, јонците, римјаните, сите ги викале данаици. И биле многу скептични и многу критични спрема данаиците, сметајќи ги за лажови, за луѓе во кои не треба да се има доверба. Не е случајно на пословица римска, дека на данајците не треба да им се верува, дури и подароци кога ви носат. Меѓутоа, да го оставиме тоа, 93 година грците тврдат дека ние сме вештачка нација, создадена од Тито и од Коминтерната. Да. Професоре, конкретно ќе ве прашам, може ли Македонија да се носи со целиот тој историски, би рекол, цивилизацијски габарит, претендирајќи на античкото македонско наследство? Па добро, ние не претендираме на античкото, меѓутоа нашите историчари... Инсистирање на тоа дека македонската нација ги влече најдлабоките корени од античкото Македонија. Нашите историчари тврдат дека има еден континуитет историски меѓу населението кое живеело во Македонија, во нејзината империја, покасно римска провинција Македонија, подоцна византиска тема Македонија, и доаѓањето на словените, при што се измешале тие населенија, и според Острогорски никој нема право на наследство на, да кажеме, античка Македонија. Впрочем, исто било и со мешањето на населението во Бугарија, меѓу татарските бугари и словенското население. Исто било во Хрватска меѓу илирските племиња и словените што биле дојдени. Меѓутоа, хрватите, бидејќи имаат историски традиции, никој не ги оспорува. Нас не оспоруваат. Јазикот, значи, не постои вештачки дијалект, и бугарите и грците тврдат со декрет. Да кажеме, асном на првото заседание со решение го воведува македонскиот јазик во службена употреба и во образованието. Да ви кажам, сите историски извори тврдат дека и бугарскиот јазик и српскиот се воведени со декрет од тогашните влади во 1860-тите години. И никој не вика дека тие се вештачки, бидејќи со декрет биле создадени. Да кажеме, околу историјата пак. Зошто пак во грчката историја се негира учеството на македонците во Егејска Македонија, во антифашистичката борба и во ДАК, во Елас и така натаму. Тогаш, во тоа време, не само што не се негирале, него им била главна сила во отпорот на германците, па и во ослободувањето на крај на Грција, да не говориме за грчката граѓанска војна. Во една ваша претходна книга "Балкански мегаетникум, националните доктрини на македонските соседи", велите дека се обработени десетина нови документи на македонските соседи кои што во последните 15 години се преточени и имплементирани во нивните политики. Да, јас веќе почнав да објаснувам дека такви доктрини постоеле, национални доктрини,
и во западноевропски држави и на Балканот во 19 век и дека тие биле резултат на етноромантизмот, кој покажувал дека нацијата е примерниот фактор во создавањето на државата, да кажеме тоа се. И второ, тие национални доктрини од 19 век сите имале аспирации за проширување на државите на база на нацијата. И заради тоа, за да се прошири државата, морале соседите да ги именуваат и да им даваат вештачки идентитет на, да кажеме, срби, бугари, грци и така натаму. Тоа се познатата грчка и мегали идеја, што 1844 година ја афирмирал тогашниот премиер Јоанис Колитис. Многу интересно што истата година во Белград се објавени начертанијата на Илија Гарашанин, кој исто така мегали идејата е идеја на голема Грција, која оди до Ниш, да кажеме, до Софија и така натаму. Начертанијата на Илија Гарашанин аспирираат на половина Балкан до Солун, да кажеме, или до Тирана. Нешто подоцна, неколку години подоцна во Букурешт е објавен прогласот на бугарските револуционери, да кажеме, Левски, Ботев, Раковски, кои се обраќале до населението на половина Балкан. 1878, значи 10 години по бугарскиот проглас, во Призрен е објавена програмата на Призранската лига за голема Албанија. Сите тие имаат големо државни амбиции и амбиции на асимилација на соседните населенија. Денеска има нови доктрини. Современиот контекст во предвид. Денеска има нови доктрини. Затоа што велите дека се имплементирани во нивните политики, веројатно зборувате за понов период. Значи, некаде од крајот на 80-тите години на минатиот век се формираат тие современи доктрини. Српската, некои од вашите гледачи се сеќава на меморандумот на Српската академија на науки од 86-та. Во тоа време некаде во Словенија објавен тематскиот број на Нова ревија, број 57, со отворени аспирации за Словенија да излезе од Југославија. Прашањето тематско е дали Словенија може сама, со одбрана, економија, надворешна политика, дипломатија и така натаму. Меѓутоа на Словенија не интересува. Во тоа време е објавен програмот на ХДЗ, што го работел главно Фрањо Туџман. Меѓутоа 93 година се објавени овие две грчки, јас би рекол не брошури, памфлети, чии автори се очигледно Евангелос Кофос и Спиридон Светос. Јас ги познавам тие и тие се професори. Неколку години потоа, 97-8 година, е објавена Българската национална доктрина од институти на Академијата на науки, кои покажуваат дека Бугарија мора една агресивна доктрина за да си ги врати териториите и населението. При што сметат дека во Македонија има, да кажеме, 1.400.000 бугари, во Србија околу 250.000, дури во Албанија околу 100.000, дури во Словенија и Хрватска по 50-60.000. Слично смета и Војслав Шешелј околу 2000 година објавува во Белград една позната книга, многу дебела, Идеологијата на српскиот национализам, каде што тврди дека во Македонија најмалку половина милион се чувствуваат како срби, а србите и македонците се како браќа од едно семејство, дека јазикот им е речиси исти и дека е природно Македонија да и се приклучи во овие процеси на транзиција на Србија.
Албанците, Академијата на науки 98 година објавува една платформа за разрешување на албанското национално прашање, каде што ги поставува етничките граници на голема Албанија, кои одат до Ниш, Пирот. Да, колку таа контингентна идеја за голема Албанија е закана за македонскиот територијален интегритет? Сите овие доктрини се закани, морам да ви кажам, бидејќи тие се божем академски документи, меѓутоа се преточуваат во нивната надворешна политика. И доколку, да кажеме, нашата надворешна политика не им одговара, тие не обвинуваат прво за изградба на односи на недоверба и за недобрососедски односи. И Грција, и Бугарија, па и Албанија, која ни се меша и во внатрешните односи. На база на овие платформи, документи и така натаму има постегнати текстови од 10 страници, каде што се набројува АБВГД што треба нивната надворешна политика да прави кон Македонија за национално да се освестат македонците или пак да и придат на српската, бугарската, грчката, албанската нација. Албанците тврдат дека ги има 800.000 во Македонија. Ако ги собереме сите статистики, и грците тврдат дека ги има 250.000, бугарите ми рековме 1.400.000, србите половина милион, овде би требало на нашата територија да има околу 4 милиона жители, а нас не има 2 милиона. Имаат географски мапи на својата територија. Да кажеме, албанската мапа зафаќа територија до речиси Благоевград и Пирот и Ниш, Јужна Србија. Грчката мапа оди до Велес некаде. Бугарската до Корча и Елбасан. И така натаму. Така да ако се покријат, ако фолии со тие мапи се стават една врз друга, нема Македонија. Од тука се заканите за нашиот суверенитет и идентитет. Предвид сегашниот геополитички контекст, можно ли е ново прекројување на границите на Балканот? Па, да ви кажам, во ниеден од овие документи или изјави на политичари и така натаму, они не смеат и не се залагаат за прекројување на границите. Меѓутоа, апсолутно се залагаат за создавање на својата етно-демографска територија, за соединување практично заради Европската Унија. Тие не може да кажат ово и знаете што, ќе разговараме со Македонија или слични проблеми имаат и меѓусебно. Имаат Грција со Албанија. Косово да го земеме и така натаму. Меѓутоа, велат, ниеден не вели овој, ние ќе разговараме за прекројување на територијата. Туку говорат за решавање на тие проблеми во рамките на Европската Унија, кај што нема граници. И дека лесно тогаш со лични карти ќе се влегува во територијата на други држави, дека Европската Унија ги гарантира човековите права, па ако некоја заедница сака да си воведе образование на свој јазик или учебници по историја, по било што на свој јазик, ќе има право тоа да го прави. За сега не е така. И може би е за нас среќа што сега не влегуваме во Унијата, ни се дава уште некое време да се подготвиме за тие можни ситуации, меѓутоа сигурно е дека аспирациите одат во таа насока. Многу интересни ситуации има кога некоја држава донесе програма за школување по различни предмети на припадниците на своето малцинство. Да кажеме, има предлози едни учебници да бидат албански за сите албански територии, а Македонија половината ја сметат за албанска територија. За Косово, за Црна Гора еден дел, па и за Чемерија, така наречена.
За сега е тоа апсолутно неможно, бидејќи наставните програми, учебници и така натаму ги донесуваат државите. Меѓутоа не може да се спречи ако некој универзитет или средна школа и така натаму препорача и алтернативна литература, да не се внесува таа литература. И јас не сум против да се внесува таква литература. Меѓутоа, под услов тоа исто да им се овозможи и на македонците, и на нивните малцинства. А тоа го немаме. И мислам дека она на што нашата надворешна политика, па и внатрешна, треба да апсолутно да инсистира се правата на македонските малцинства. Професоре, за крај да се осврнеме малку и на актуелните политички состојби во земјава. Со последните случувања на повидок е политичка криза во Македонија. Го делите ли таквиот впечаток и кој е вашиот став за последните случувања во Македонија? Па не го делам, што велат грците, ако има криза, таа е вештачка криза и вештачки е создадена. Во секој случај состојбите денеска во Македонија не се поволни внатрешно политички, економските да. И јас многу се надевам дека овој тренд на економски развој ќе доведе до известно освестување на некои, да кажеме, интелектуални кругови кај нас кои очигледно критикувајќи ја демократијата наводно и штетат на државата и на нејзината представата за неа во странство и индиректно влијаат и на забавување на економскиот развој. Бидејќи, пазете, една работа е ако некој инвеститор или трговец кој сака да тргува да извезува наша стока, се најдат во еден амбиент на стабилен, правен, демократски поредок. А друга е ситуацијата кога влегуваат во еден амбиент за кој се вели дека е демократски, криминален, во кој нема никакви права на човекот, во кој институциите не работат, во кој затворите се полни, сиромаштија владе и така натаму, што не е точно. Така што мислам дека наместо некои наши внатрешно политички сили да се концентрираат на изработка на сериозни програмски документи и цели кои ќе бидат атрактивни за граѓаните, со кои може да добијат големо мнозинство граѓани на редовни избори, се концентрираат на создавање на ваков представа или имидж за амбиентот во Македонија и тоа многу и штети на државата. И јас многу се надевам дека парламентарната опозиција сепак ќе влезе во собранието, нема да ги чека следните избори, што беше инаку совет на стотини и стотини органи и високи функционери, државници, министри на земји членки на Унијата, на Брисел, почам, на Советот на Европа, на Европскиот парламент. Меѓутоа, кај нас сепак балканскиот менталитет предизвикува превлада на, би рекол, на инаетот или пак на брзо преземање на власта, техничка влада и слично, за кое светот, модерниот свет, особено во развиените европски држави, нема пример за технички влади. Дури има некаде коалиции, има големи коалиции, до сега во Германија имаше коалиција на христијанските демократи и социјалдемократите. Во интерес на државата. Во интерес ли на државата таква коалиција? Апсолутно. Меѓутоа, кај нас не е тоа случај. Да. Сосема за крај, професоре, вие сте истакнат ротаријанец, председател на Ротари клуб Скопје. Кажете ми дали заживеа ротаријанската идеја во Македонија? Па да ви кажам, првиот Ротари клуб беше некаде 93-та, значи пред 20 нешто години формиран, инаку пред војната, пред 41-ва.
Кога била забранета неговата Беше забранет, меѓутоа пред тоа 10 години постоел. Да. Од тогаш до сега, мислам од 93 до сега, доста се расширија бројот на ротари клубови, бројот на членови, нивните кампањи, тоа се главно хуманитарни кампањи. И да ви кажам, стотици и стотици илјади евра или долари во соработка со одстранство ротари клубови се овдека обезбедени за, да кажеме, нашите болници, училишта за инвалидни деца, за ранливи групи, за културни установи, и мислам дека е тоа еден голем успех. Многу се надевам дека ротаријанството и натаму ќе се омасовува. Кочанскиот ротари клуб е еден од најактивните. Ние би требало да оформиме некаде 35 и 40, сега имаме 12 клуба, за да оформиме и свој дистрикт национален, и тогаш ќе биде многу полесно. Соработуваме со слични организации какви што се Киванис, Лајонсите. Тоа се повеќе социјални и хуманитарни организации. Има некоја, да ви кажам, некоја представа дека тоа се некои затворени елитни организации. Не е точно, меѓутоа многу се полага сметка на моралот на членовите, на нивните етички вредности, на можностите тие да помогнат во заедницата и слично, и тоа го правиме. Професоре Мирче, ви благодарам за гостувањето. Добро, јас ви благодарам. Се надевам пак ќе се видиме. Версус со Горан Лалов.